Добре дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Оно што ќе го обработам во оваа епизода е активното слушање на македонскиот јазик. Како некој кој зборува 6 јазици, ова го имам испробано и можам да ти ги кажам предностите и бенефициите. Потребно е многу да го слушаш македонскиот јазик, и тоа од изборни говорници на јазикот. За да имаш напредок, потребно е материјалот кој го слушаш да го разбереш околу 60%. Но доколку ја слушаш оваа епизода и не разбираш многу, твојот напредок ќе биде поспор. Може да се случи да бидеш демотивиран, демотивирана или фрустрирана, бидејќи нема да разбереш многу. Но доколку пак не разбираш само некои фрази или зборови, твојот мозок ќе се обиде да го разбере контекстот. Клучот за подобро совладување на јазикот е слушање на содржината неколку пати, односно оваа епизода или овој подкаст. А при тоа, при секој слушање, подобро ќе го разбереш контекстот на емисијата. Па така, доколку го слушнеш изразот, верувам дека слушањето е важно, после неколку пати овој израз ќе ти се вреже во мозокот, автоматски. Нашиот мозок е неверојатна машина која ја препознава структурата на речениците запомнети на овој начин. Исто така, овој природен начин на учење на јазикот ти има помогнато да го научиш и твојот мајчин јазик и тоа без проблем. Дали си видела некое дете да е вознемирено затоа што не може во моментот да се сети на некој збор? Не сум ни јас. Така сите деца на светот го учат својот мајчин јазик, слушајќи го. Зошто покаж да користиме некој друг метод на учење на јазикот, кога овој начин на учење функционира и тоа за секој човек на планетава? Учениците ми велат: да, но јас не сум дете, не можам да го учам јазикот слушајќи. Да, но имам да кажам дека овој начин на учење се има покажано како ефикасен за доста ученици. Но тука сакам да ги потенцирам предностите кои ги имаш наспроти детето. Сигурно зборуваш веќе еден јазик. Ја знаеш азбуката, абецедата или алфабетот, во зависност од тоа кој ти е мајчиниот јазик. Можеш да се сконцентрираш на слушањето на јазикот. Секако дека слушањето не е доволно да се научи јазикот, но ќе ти помогне за подобро разбирање. Активното слушање е една од вештините која ја препорачувам при совладување на јазикот, кој не ти е мајчин. Активното слушање не е единствен начин за подобро совладување на македонскиот јазик, но е секако еден од начините. И сакам да бидам јасна уште на почетокот дека само слушањето на јазикот без практицирање, односно без зборување, нема да донесе големи резултати. Слушањето на јазикот може да биде пасивно и активно. Сигурно се прашуваш како е тоа активно и пасивно слушање на јазикот. Пасивното слушање на јазикот е кога слушаш, например, некоја песна на тој јазик и не се трудиш да ги запомниш зборовите, толку повеќе си фокусирана на мелодијата и ритмот. Од слушањето на песната, може би ќе запомниш некои зборови. Пасивно слушање на јазикот е кога гледаш филм или серија на јазик кој сакаш да го совршиш, но истовремено ти оди титлот на твојот мајчин јазик. Во пасивното слушање на јазикот не се обидуваш или трудиш да ги запомниш зборовите кои ти се непознати или ти звучат тешко да ги запомниш. Туку кога ќе заврши песната или емисијата, ти одиш на следната песна, емисија или следниот филм. Тука се завршува твојата интеракција со јазикот за тој ден. За разлика од ова, активното слушање е сосема спротивно од пасивното. Активното слушање е кога со намера ќе пуштиш песни, емисии, филм, со цел да бидеш тука со вниманието и да навистина го слушаш тоа што го пушташ. Кога ќе заврши песната, филмот или емисијата, се обидуваш да се сетиш кои зборови ти беа непознати додека слушаше. Ако имаш време, можност и потреба, уште еднаш ќе ја пуштиш песната, емисијата. Исто така, кога гледаш филм,
обиди се титлот да не ти биде на твојот мајчин јазик, туку на јазикот кој сакаш да го усовршиш, а во овој случај македонски. За да имаш најдобри резултати при практицирање на активното слушање, избери си тема која те интересира. Така ќе ти биде поинтересно и нема да губиш мотивација брзо. Ако се наоѓаш во средина каде што немаш можност да го слушаш јазикот, тогаш треба да ја примениш оваа вештина со цел да ти се подобри зборувањето на македонскиот јазик. Но можеби се прашуваш, дали треба да одам во Македонија за да научам да го зборувам македонскиот јазик? Мојот одговор е не. Можеш да дојдеш во Македонија затоа што така сакаш или затоа што тука живеат твоите пријатели, роднини, но ова не е неопходно за твоето подобро зборување на македонскиот јазик. Денес, благодарејќи на новите технологии, како што се интернетот и мобилните телефони, можеш да напредуваш учејќи го македонскиот јазик без да излекуваш од твојата соба. Таков е и мојот случај со учење на некои од странските јазици. Некој од учениците ме има прашано дали може радиото да се слуша. Мојот одговор е секако. Ако тоа во моментот е единствен избор, секако дека може. Со радиото може би е малку потешко да се работи, бидејќи не можеш да го паузираш кога нешто не ти е јасно и после да продолжиш. Ниту пак можеш повторно да го пуштиш, но секако дека треба да го практикуваш ако ова ти е единствена можност за слушање на јазикот. Најдобро е да избереш подкаст или емисија која ти лежи. Ти е пријатна за слушање. Во исто време ова ќе ти биде време за опуштање и учење. Јас препорачувам да се избере некоја форма каде ќе можеш да притиснеш пауза и да застанеш кога нешто не ти е јасно. Односно да ја пуштиш емисијата повторно ако сакаш подобро да ги разбереш говорниците и уште подобро да го усовршиш јазикот. Оно што го препорачувам е да во исто време си избереш мал нотес или тетрадка, каде што ќе ги запишуваш непознатите зборови или оние зборови кои сметаш дека се тешки за изговарање. Оваа вежба ќе ти помогне во исто време подобро да го разбереш јазикот и да вежбаш пишување на непознати или потешки зборови. За подобри резултати ти препорачувам уште еднаш да ја слушнеш емисијава и ќе видиш колку подобро ќе ја разбереш истата. Но може би да ти се случи да слушаш емисија или подкаст додека си во движење, превоз, а не си зема со себе тетрадка или нотес. Тоа може да ти го отежна патот при учењето, но секако дека не треба да те спречи или обесхрабри. Телефонот и опцијата Notes или белешки е секогаш добра опција. Битно е тоа да го запишеш што не ти е јасно, па подоцна ќе припишеш во твојата тетрадка. Ако доколку се одлучиш да гледаш филм или емисија на YouTube, најдобро е тоа да го правиш со титул на македонски. Знам дека тешко се наоѓаат теми и филмови кои се на македонски и со титул, но потруди се да најдеш. Ке ти дадам уште еден совет за активно слушање на јазикот кога зборуваш со изворните говорници на тој јазик. Кога си во конверзација ќе слушнеш некој непознат збор, веднаш побарај од соговорникот да го повтори зборот и да ти даде објаснување. Некој синоним за зборот, што тој значи и во која ситуација може уште да се каже. Ова сум го применувала и многу ми помогнато. За уште совети како да го подобриш македонскиот јазик, продолжи да го слушаш овој подкаст, а доколку сакаш да ти помогнам подобро да го зборуваш македонскиот јазик, кликни на линкот во описот на профилот и там ќе ги најдеш сите информации. Те поздравувам до следното слушање.